Семејното насилство влијае на порастот на меѓуврсничкото насилство. МВР обелодени фрапантни бројки. Само од почетокот на годинава регистрирани се над 700 случаи на насилство во семејствата, наспроти 460 во истиот период лани, што значи дека за една година има зголемување за 67%. Загрижува и статистиката која покажува дека за 18% се зголемени и пријавите за врсничко насилство. Податоците за врсничко насилство. Оваа година регистрирани се 93 инциденти, наспроти 81 минатата година. Во 64 училишта, од кои 59 основни и 17 средни. Во однос на минатата година, пријавите се зголемени за 18%, бројот на сторители за 16,5%, а кривичните дела за 10,6%. Институциите предупредуваат дека насилството не останува за затворени врати во домот, туку неговите последици се почесто се пресликуваат и на улица и во училиштата. Затоа во соработка на надлежните институции, од следната седмица почнуваат со нова иницијатива за рано препознавање и превенција. Ке стартува од образовниот систем, односно основните и средните училишта. Најпрво ќе спроведеме обуки за сите училишни психолози, педагози и социјални работници во основното образование за јакнење на компетенциите за препознавање деца жртви на семејно насилство преку нивното однесување. Ќе организираме и дискусии со наставници и семејства на учениците за подигнување на свеста за овој проблем и за зајакнување на меѓусебната доверба и соработка. Како Министерство за социјална политика, демографија и млади ја превзедовме одговорноста да го предводиме процесот на воспоставување на национална работна група за превенција на насилството кај младите, првиот национален меанизам кој системски и сеопфатно се занимава исклучиво со ова прашање. Во соработка со Комората на психолози дополнително е изготвен и протокол за постапување при сомнеш за насилство во училиштата. Експертите апелираат, најмладите кои се сведоци на тепање, викање и навреди може да го прифатат ова однесување како модел за решавање на нивните проблеми, но и да се повлечат и да попуштат во училишта.